Се колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. И јас, живиот син ми, малецко беше, го капел, да простите. Го капел си, мајка ми дојде, Златке рече, шо правиш? Шо правам, реков, мајко, еве детел си го капа. Ни капи го рече, ни повивај го, туку рече, брзо бегај, ела кајно татко ти ме прати, оти рече, војска турска иди, силна војска многу. И јас на тоа време бев као Калајджија во Игејска Македонија. Пошто работа по селата, со четите се среќава во секој момент. Се стегна ми вели војводата Василче Калаго, ти ќе бидиш као курир, пошта. Кај ќе те пратиме? Добро. За да и занаето да го работиш, и за нас да работиш. Поверен од тебе немаме. Добро. Еј, Боже, Злате, шо ќе видите? Шо ќе видите? И туку еден помина тука, маре браток, му вели ми, шо е това, шо трчате? Ох, мари, рече, сестри, рече мој, одзола, рече, не срдица. Како не срдица? Не срдица, рече. Ме удри куршумот и ја дома не му кажах на мајка ми. Реков, камен ме удри, еден куршум удри, реков, на куќа, реков, ми ја расипи глата. Ми кладе мало пипер со шеќер, мајка ми плати. 3 пати отидо коските. Не еднаш, ма 3 пати. А да бевте 2 месеца напред, толку, брат не појќе знаеше. Ама умре. Тој пак сите знаеше. Брат ми, ама умре. Ама 3 пати, не еднаш, а без граба го донесохме после. Првата пушка пукна в чаршија. На стражаро што беше на учуматот. И таа пушка е фрли, е пукна четникот Вању Топус. Кога пукна пушката негова, и тоа камбаните тропнаа. И од едната црква, и од другата, и од третата црква. И се чу ура, громогласно. Од секаде се вика тура. А него без знаење што е ова, од деца. А президента на ден Илиден беше во неделя, имаше многу свадби во Крушево. И весело беше през целиот ден и целата ноќ. И кој како се најде по свадбите, секој да се прибери дома и такво нешто беше, да. Се што низ долгиот мрачен период на турското робство се собирало во душата на македонскиот народ, без друго тога и најнамачениот народ на Балканскиот полуостров, се што се родило како бунт и организиран отпор од страна на најдобрите синови на тој народ, го доби својот врв, својата блескава круна во ноќите помеѓу 19 и 20 јули 1903 година според стариот календар. Таа чудесна и линденска ноќ се роди Крушовската република, за да го ознамени постоењето на овој народ врз едно парче толчена и раскинувана земја, за да го каже тоа што тој народ бил и тоа што тој ќе биде во иднината на слободолюбивите народи на светот. Крушовската република, која што им донесе национална слобода и социјална еднаквост на сите народности во Македонија, ја растресе увереноста на Турската империја дека робот ќе тегне и ќе молчи до гроб,
и го распали духот на востанатиот народ, кој што знаеше само за еден повик – смрт или слобода. Јас бев, браќа, од 15 години после Торива Станиево. И бев, кога дојда први кумитиве наши. На ден и лигден. Денеска и лигден, вечерта дојда. Дојда вечерта. И си спиевне. И патија првин камбаните додираат си од сите 3 цркви. Бам-бум, бам-бум. И ние туку рековне, шо е това камбани ве додираат? Пак до нас комши бевне со матер Нешковски. И му велиме на Матејце, шо е това камбани ве додираат? Мајка ми Томејце. Томејце рече, нашите рече ни дојда. И ситичките на нога бевне. Станати сите на нога. Радосни веќе што немат каде. Од тие турци што пативне никој да не патите. Беше нешто радосно, голема слобода. Крушо доби едно име уште во на време Крушевска република. Ние сите кон млади, јас бе дете 16 годишно, се радувавме. Нема турци повеќе. Да живее народ македонски. Гласно се викаше. Одиме по четите, кој по на Нечкинкаме, кој на Кале, кој на Слива, кој на Којовтар. Носиме јадење, пење, се радуваме колку четниците. Убаво нешто, весело нешто. Дојде Абер, вечер кумитите кидат. Еј, дојде мажот од село, рече, жено, тука си, сабајле рано. Тука сум. А ми рече, стани, рече, меси повачи, и јас, рече, ќе легнам да преспијам, то месо да земам вечер кумитите кај нас кетата е. Кумитите. Не станав, меси си вела. И туку се собра, тај се шалковци, овие војската, се собра тука, војводите се собра тука, тај Каревски, тај Никола Каре, он некаше. Се собра, не ме се здравува војводите. Крушовската република ги започна првите денови на слободен живот, обкружена и пазена од четите на Питу Гули, Мирче Ѓурчинот, од четите на Јурукот и Биринчето, на Христов, на Алабакот и на други прочуени македонски војводи, од привремената влада преку револуционерниот суд, преку повикот и прокламацијата до соседните турски и помашки села, во деноноќен напор да се објасни смислата на востанието. Вековниот идеал стана вистина, републиката стана стварност. Во тие возбудливи и незаборавни денови, избеганиот началник на турскиот гарнизон во Крушево испрати писмо до штабот на востаниците во кое се вели: Герои, прокламацијата до моите сонародници живо ме заинтересира. Од неа и во овие 2 дена од вашите дејствија разбрав дека напразно сме ве сметале за разбойници. Целта ви е голема и борбата смислена. Напред по тој страшен, но славен пат по кој сите народи се добрале до слобода. Началник на гарнизонот во Крушево, Сулейман, 23 јули 1903 година. Крушовската република, заедно со слободата му ги донесе на народот и своите херои. Едно од предните места на хероите на републиката му припаѓа на Никола Карев, роден во Крушево во 1877 година, а убиен на 27 април 1905 година во село Рајчени, Кратовско. Карев и ден денес живее во сеќавањата на крушовчани како човек и како војвода, чиешто име е врзано со највозбудливите страници на македонската историја.
около 900 година, 901 година Никола Карев бил мене учител. Се четврта ден или први клас, а мислам, че беше први клас. Човекот беше, Никола Карев, кој човек беше многу добар меѓу учениците. Али неговиот зана не беше као учител, тој мислеше на друго. Тој гледаше секако некако уште млади или децата да изабери да пикни во организацијата. Човекот беше многу сериозен. И мил беше мил луѓе, меѓу другарите, меѓу учителите, а меѓу учениците беше многу мил. Никола Карев. След известно време чузне да Никола Карев напуши Крушово и тоа еден случај стане едно убиство на мајка и ќерка. И Никола Карев, кој еден лидер, кој еден воја на таа организација, веќе власта знаеше, напуши Крушово. Дојде време за восстанието. Никола Карев се прогласитува као председател на Илинденско восстание. Никола Карев секогаш имаше думата во штабот. Околу него Томен Никлев, Ташко Ванđел, Тодор Мазар и некои други тие во еден времена. Изучи даскал предпорта врбеше со книгите, еден беше висок, калеш и ќе се бричеше овде и чертајше брадуче. Чертајше. И сите му веле овој каков е човек ко кумита. Ама ја бркаше та работа. Ја бркаше та работа, ноќе ја бркаше та работа. А ден ја учи, ноќе брка и та работа. А тука тој си дојде, овдека, и една вечер беше, и беше си запела една песна. Еди рече, де рече, секо рече, бука рече, кумита рече. Секој е гранче, Мартинче, секој е ливче, Коланче. Велите, овој Никола. И фати после, фати ормањето. Фати ормањето и стана мажот ми, кој лепо носит, ано да капонивија во ојпне, во орман, кој лепо носиме, кој алище да се променит, и си фати после тој дружина да се избират. Еден појди, друг си појди, и си собра четата. Еден калеш, еден устаклија. На нога не газеше. На нога не газеше. Млад, немаше ни жена, ни ништо. Немаше жена. А трга мака дома. Трга мака дома да прави. Дојди басти се, кадат. Го знаеме ние кадат. Ние ти го знаеме кадат. Барајте го, што знајте, прајте му. А трга мака да прави на сега дома. Барајте го, фатете го. На тоа време ќе дојде во Дигејска Македонија овде со пошта. Григор Пардиши, кој еден беше овдека, тој ги имав некако главатар на четите. Никола Карев, Томе Никле, тие ќе се собере, ќе иземе писмата, ќе си преочита, ќе си историја и ќе направја писма други, ќе ми рече, отвори си очите, да не паднеш в клапа. Велам, јас в клапа не падам, но сам глад ако памнит. Тога и јас в клапа ќе памнам. И кој пат ќе дојде в овдека, се мораше ја да се ставам со Никола Карев. И Никола Карев не беше некој фодул човек за доле, си правихме муабет како ја и ти. И немаше, тој кој пат ќе дојде, все ќе ме учиш. Отвори си очите, да не те фата на тоа, да не предаеш сите. Ама не предав ја. Имав еден коњ будала по будала од мене одеше. Ќе објавне фата дека и ќе дојде овдека. Од овдека коњо по мене пак назад и мене сторив 9 години курир, тие мене не ме фату ни турчу, ни...
Покрај Никола Карев, Питу Гули е најславното име на најславната епизода на Крушовската република, епопејата Мечкин камен. Во ликот на Питу Гули се среќаваат трезвен и разумен социјалист со бунтовен и неспокоен романтичар, кој ќе остане до последниот свој другар, до последниот свој здив во одбрана на републиката. Кај народот Питу Гули остана да живее најмногу и пред се како херојот од Мечкин камен. Дојде Питу, седи един ден тука. Не седи појке. Един ден и побегна по селата, знаеш, по селата. И дојде, донесе, кој знае колку донесе, што брашно, што качиња од масло, али ще од убајте, знаеш, сите црвени со гајта. И тие јарно дојда и му велет мајка ми на брат му. Питу рече, ништо не ти велам рече, оти мајка ми ранише, бојке. Ткајше мајка ми, ткајше, оставот имавме ние децата полна, и ткајше и ранише и тие. Јарно. Стана. После рече, да му дајш рече труа. Не си плачет кога белам. Да му дајш рече труа мас, рече на децата. Јас рече не излезох да му дам рече. Пушката имам жена. И фишејците имам децата рече. Јас рече не излезох, рече излезох за Македонија. Овој збор. И станавме, ќе беа такво. Си соберија тамо. Сега сите. Си соберија тамо, знаеш, имаше такво како куќа, знаеш си, такво, щитите, знаеш, како прат, знаеш си, оти, не знам да и била. И го кладо. И кладо сите на маса, сите се обрани, големите сите беа заправена. И рекоа и тамо јас бев, јас доним така бе. И рече, да изживеете, те не можам да бе, браќа Бугарија. И стана Питу како беше, знаеш, на стол. Како рече, браќа Бугарија, рече, Македонија да живеет, рече, за Македонија излезовме, рече, не излезовме за браќа Бугарија. И како се тара труа, знаеш, сепа тако, арно, побег. Си побегна Питу, излезе од таму. Арно, седо, ке сега ќе такво, ќе бегат. Знаеш, ке бегат. Ти не сам мене по-него, знаеш. Пуста сестра и жена и децата мали сите, четири деца имаше, 4. И дојдовме до ова место, до скалите, до тука. Бегајте, рече сестро, не бачи сите, тој имаше еден конј бел. Ама рането беше тој. 2 пати рането беше. Бегајте, рече до мама, да не ојте во големи куќи. Ама да ојте, рече, оти не се знаат како ќе бидите. Да ојте, рече, во плевни и во мали куќи. Толку. И се побегна, се зеде четата. И се побегна. И после така. Ама да ви кажам од првин, да гледате како гледа од 14 години отиде кумит. Да ви кажам и те? Да ви кажам. Ќе ви кажам. Мајка ми после ми кажуваше и баба ми. И кога такво од 14 години, не знам, во 16, во 2 години го фатеа турците. Го фатеа турците, го фатеа и го однесоа Стамбул. Го кладоа во долапи. Го кладоа. Баба ми, пак тој имаше, и мајка ми само. И баба ми, ојше со чираџиите, да ви кажаме, греој. Ојше со чираџиите, со качуѓановци. Стамбул 5 недели праише пеш. Пеш да ој да го видите.
Ојше 5 недели, не 3, ама 5 недели. Ојше го видише, идише, праќише. Овде нема што да јадат. Крушовската република се подготвуваше да ги брани своите придобивки, затоа што беше јасно дека моќната и вооружена до заби турска армија нема да дозволи една шепа бунтовен народ да создава држава во држава. Во Крушово се организираат работилници за оружје, за муниција, за облека. Се беше на нога за да ја одбрани слободата од нападот што се очекуваше. После неколку дена Илиновско повстание, или 2-3 дена, поред тоа, вика телерот низ градот и то, со глас, слушајте вие луѓе граѓани, немој да се плашите, зашто толпото чрешна ќе да пукне. Вика во целиот град. И секој еден се чудиме каков топ и од каде е тој топ. Кога последно време разбрахме зашто тој топ го правил Ставле Борерот, ко Ковач, а Тале Бочварот, ко Бочвар го продупчиле и го коде со железа. И го десел горе на гумнека штабот и тамо го запали после неколку дена и пукна топот. А во куќата од Лапевци, од Иле Бојаджија, беше ливница, тамо се леја патрони, тамо се поправаше оружје, која се наледен вид. А во куќата од шапкалијата беше тамо опреквана опинци, на чевли, на четите опинците се поправа. Како што се и очекуваше, по 13 дена слободен живот, на Крушовската република тргна една цела армија на аскари Башибозук, на артилерија и кавалерија, од кон Прилеп, од кон Кичево, од сите страни од каде што турската армија можеше да им приде на востаниците. Наближи судбоносниот час на републиката, а народот, кој што не бараше ништо туѓо, освен свое право да живее свој живот на својата земја, остана сам во мачната и неравноправна борба со поробувачот. Првин дојдо тука кај Плочи, војските. Пошто ние седиме таму Каршија и гледавме тоа тука што гледате дупката, црнејца од ним. Кога ќе удријат тие залпоите, санки пуфче се пае. Па. А ние низ пенџерињата гледај као гувците сиромасите. Се стемни, сабајлето се развини. Вика да се предаваме, а ние гледаме од тука, горит Крушо. Крушово гори. Секаде каде што турската армија помина, остави зад себе пеплиште и смрт. Слободата е најскапиот продукт на човековиот дух и таа се плаќа со најскапото што е во животот, со самиот живот. А по таа цена македонскиот народ овој пат ја плати и Крушовската република. Турската армија беше безмилосна за непокорните поданици на империјата и таа нивна непослушност ја казнуваше со нож и со огин, за да се знае дека силата Бога не моли. Во борбите на малобројните востаници против 12.000-та турска војска се родија и легендите за Мечкин камен и за Слива.
trga i baboki, nisu i kon sliva pravona, kači zakopajmo mau, bavan zataži bavoza, plači glas da se čuje do Boga. Oj, odela baba, odela vtasala sliva pa, dina našla si baba pro, našla 40 mladiju, na sivo krvje se iska, peni soluti ranina, gradi crni ranina čelo. Mečkin kamen остана уште посилен и пожив светилник за безпримерната храброст и пожртвуваност на востаниците, кои заедно со својот сакан и нескротлив војвода Питу Гули паднаа до последниот во слава на републиката, а за восхит и гордост на нивните внуци и правнуци до ден денешен. За Мечkin kamen, отко борбата то падна четата таму, стана мој брат со еден друг овдешен и отидao таму. Кој гледа сите паднатите таму. И кажуваше, брате, жолте рече како лимони беа сите. И сестра му на Питу беше таму. И сестра му од Питу. 2 сестри имаше тука. Ja? И ти кажам, и сите таму паднатите и видео така, таму, кој беа, кој како беа. Може би во тие судбоносни денови на Крушовската република, кога многу понадмоćниот непријател се устреми врз нејзината независност и кога навистина беше и узорно да се дава отпор, војводата Питу Гули требаше да го послуша своето раководство и заедно со останатите чети да се повлече од Крушов. Но во таков случај, тој тогаш не ке беше тој непокорен, безкомпромисен заљубеник во републиката, за која остана ничком пред нејзините порти. Отида првина, отида да мајка ми, една тетка братуче, да знаеш си наша, и Калина го викале. И отида да го закопат. Значи, те се крадоа една лопата од војници и една кеса. Отида и го најда. Тоа го... не можам... Димана, си имаше името на раката. Си имаше, од тоа го позинале. И тој си имаше дајно в уста. Се позинаше. Куршумот. Се позинаше. Отида овие, го најда, го закопале. Така завршија 13 дена живот на Крушовската република. Тогаш, во почетокот на ова столетие, кога Турската империја беше велесила и кога ниедна друга сила во Европа не се најде да му подаде рака помошница на нашиот голорак народ, за да си го извојува и тој правото за самостоен живот во братска заедница на народите во светот. Но ако Крушовската република практично имаше кус век, како и востаниците што за неа се бореа, остана нешто друго по нив, нешто трајно и постојано, што се врзува со нас и со тие што по нас ке дојдат, како наш собствен, нераскинлив и неотуѓив дел.